Дневник на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Следуваат настаните кои што го одбележи овој 14 декември. Екстремно ниските утрински температури удрија по здравието на луѓето. Најмногу здравствени проблеми имаат хронично болните и оние со намален имунитет. Според Општинската изборна комисија, изборите во Штип поминаа во најдобар ред. 70% од граѓаните во Штип го оствариле своето демократско право и гласале. Средните стручни училишта мора да соработуваат со компаниите со цел да едуцираат квалитетни стручни кадри, потребни на пазарот на труд. Не една седмица до официјалниот старт на зимата, граѓаните од крајниот исток веќе ги чувствуваат температурите кои ќе бидат карактеристични за овој период од годината. Утринските температури под нулата ќе продолжат и во наредниот период. Лекарите апелираат на предпазливост. На една седмица до официјалниот старт на зимата, граѓаните веќе ги чувствуваат температурите кои ќе бидат карактеристични за овој период од годината. Утринските температури под нулата ќе продолжат и во наредниот период, па иако времето ќе биде стабилно и суво, сепак температурата на воздухот во дневните часови нема да ја надмине бројката од 8 целзиусови степени. Студ утрово се чувствуваше во речиси сите општини на крајниот исток, каде најстудено беше во Македонска Каменица, таму беа измерени минус 10 степени, минус 6 степени беа забележани во Берово, додека доста студено беше и во Пехчево и Делчево. Во овие општини беше забележена утринска температура на воздухот од минус 5 степени. За утре температурата на воздухот во утринските часови во речиси сите овие општини се очекува да се спушти на минус 8. За граѓаните, овие ниски температури се очекувани за овој период од годината, а како што истакнаа повеќето, временските прилики засега ги оставаат во добра здравствена кондиција. Со ладото добро, сустук, важно снег нема до сурова. Здравјето, како го чувате? Здравјето петка. Седите на топло? Или... На топло и ние сме навикнати на ладо, на топло, отпорни сме, не сме како младите нежни. Книжка имам, кај лекар не сум бил уште, по-добро и да одиш. Дома повеќе седење и така. Како го чувате здравјето? Па, за сега, фала Богу, добро е. Се чувате витамини? Да, чаеви и така, бобошје и тоа. Грчи ми се повеќе околу одино, а на стоката мора да турим јадење си треба. И така. Така, си го чувате здравјето, седите на топло? Така. Вртим сукаме, ама остарееме и многу од малку се разболуваме тоа е тоа. Вртим сукаме до докторот, толку. Арно е. Зиме е така чичоп. Зиме е така, мора да е така. Нешто повисоките температури кои беа забележани за време на изминатиот викенд, пак е причина лекарите да апелираат на предпазливост, особено кај лицата кои имаат проблем со хроничните заболувања. Па совет до пациентите, оние кои што се со коронарен синдром, со заболување на крвните садови на срцето, дека не треба наутро да излегуваат кога времето е ладно, значи прошетките кои што им се советуваат да ги прават во текот на денот, кога времето ќе стане малку потопло, дека не треба да се оптеретуваат со физичка работа, што е својствена за нашите краишта, цепење на дрва и слично, да внимаваат на исхраната, да не јадат премногу мрсна храна, што секој пат го советуваме и во било кој период од годината, повеќе зеленчук, овошје и тоа. Инаку, зголемување на облачноста, метеоролозите најавуваат за впеток, кога се очекуваат и нешто повисоки температури. Сепак, официјалниот почеток на зимата сакале или не е на прагот, а дали ќе дојде на голема врата со многу снег, како што се очекува според временските параметри кои ги најавуваат синоптичарите, останува да видиме. Изборите во Штип поминаа во најдобар ред, оцени Општинската изборна комисија. Според Општинската изборна комисија немало никакви проблеми и нерегуларности на денот на изборите, а 70% од граѓаните во Штип го оствариле своето демократско право и гласале.
Општинска изборна комисија заврши со изборите у процес што откако се предаде записникот во ДИК заедно со доверливиот материјал што велиме ние или гласачките ливчиња, веќе процесот на општинска изборна останува овде. Интерно се завршуваат извештаите кои ние како општинска изборна комисија мора да ги направиме и да ги спратиме до ДИК. Вака се немаше никакви проблеми, никакви неспоразуми, да речеме нередија, така што слободно може да се каже дека сите 70% од мештаните или луѓето во општина Штип го дадоа своето демократско право. Едноставно гласа за кој, колку, кога и како тоа се знае од страна Државна изборна комисија. Ние бевме само логистичари или спроведувачи на изборите овде во општина Штип. Сега имаме интерни работи, значи влегуваме внатре во општинска, ги довршуваме записниците и извештаите, сето тоа подкрепено од сите комплет полн состав на ОИК. Регионалната стопанска комора во Штип одржа седница на која се утврдуваа насоките за обезбедување на стручен и квалификуван кадар во согласно со потребите на бизнисот, односно воведување дуален систем во средното училиште. Ке се ползуваат искуствата од западноевропските држави за тесна соработка на компаниите и средните училишта, како учениците би имале квалитетна и зголемена практична настава. Регионалната комора на Македонија во источниот регион го промовираше моделот на образование кој го користат земјите од Европската Унија, преку кој ќе подобрува стручноста на кадрите во компаниите и ќе ги усовршува потребите на бизнисот. Вклучувањето на бизнис секторот во процесот на образование може да придонесе во стручноста на самите кадри и поголем бенефит за компаниите. Во овој регион секако значајно е прашањето за усогласување на потребите на компаниите за стручен кадар од областа на текстилната индустрија, но секако ќе стане збор и за други области каде што компаниите имаат потреба од подобрување на состојбите. Во рамки на Стопанската комора на Македонија ние во сите региони каде што имаме регионални комори преземавме активности за промоција на овој модел на образование кој што го спроведуваме во соработка со надлежните институции од областа на образованието и секако тоа е процес кој што бара поголем ангажман, подолго време. Додека во Центарот за вработување во Штип најмногу барани се дефицитарните занимања. И најчесто тоа се струките од средно стручно образование, од оние образование кои во Штип немаме средно стручно образование, значи од тие профили. Најчесто градични работници со средно стручно образование. Овде можеме да ги спомнеме претежно оние што се од текстилната сфера, но оние специфичните со моделирање, компјутерско дизајнирање, значи посовремените начини на работа што се баране, значи во самите конфекции. Исто така од високото образование се барани техничките струки, значи инженерите од областа на електроинженерство, градежно инженерство. Тоа се стандардно што ни недостасуваат во моментот во Штип. Регионалната стопанска комора денес ја одржа годишната конференција, ги представи веќе реализираните проекти од 2016, а ги презентира и оние што следат за 2017 година. Потпишан е договорот за изградба на Кејската улица Гоце Делчев во Оризари. Вкупниот износ на проектот е 315.607 евра и ќе биде кофинансиран од страна на националниот буџет во износ од 65.000 евра. Градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски го потпиша договорот со Министерството за финансии за ИПА грант во висина од 16 милиони денари за компонентата ИПА и инвестициски грантови, финансирана од Европската Унија во рамките на проектот за подобрување на општинските услуги. Вкупниот износ на проектот е 315.607 евра и ќе биде кофинансиран од страна на националниот буџет во износ од 65.000 евра и од буџетот на општина Кочани со 55.607 евра. Со грантот од Европската Унија во износ од 195.000 евра во општина Кочани ќе се реализира првиот дел од проектот изградба на локален пат улица Гоце Делчев за поврзување на населбата Оризари со регионалниот пат и со градот Кочани.
Грантот што го доби општината со помош на ЕУ-ИПА инвестицијскиот фонд во износ од 260.000 евра ќе придонесе за подобрување на квалитетот на живот и работните услови во Оризари, како и за поквалитетен и побезбеден проток на возила и за подобрување на пристапот до регионалниот пат и поврзување со градот Кочани. Општината планира до изградба на улицата Гоце Делчев во Оризари во должина од 742 метри и ширина на коловозот од 7 метри и тротоари од двете страни на коловозот со ширина од 1,5 метар. Со завршувањето на овој дел ќе се добие една целина што ќе овозможи подобра сообраќајна врска и целосно решавање на левата Кејска улица на Оризарска река, соопшти градоначалникот Димитровски. По асфалтирањето на двете улици во Оризари во должина од 300 метри, изградбата на оваа сообраќајница ќе биде од особена важност за населбата Оризари, бидејќи истата ќе го поврзува ова населено место со регионалниот патен правец од Кочани кон Виница. Вкупниот буџет на општина Виница за 2017 година е проектиран околу 272 милиони денари, а основниот буџет е 112 милиони денари. Советот денес го изгласа нацрт буџетот, а следната среда ќе има јавна расправа по истиот. 271 милион 571 илјада денари е вкупниот проектиран буџет за 2017, од кој 112 милиони денари е основниот буџет или околу 1.800.000 евра. Даночните приходи се планирани на 53 милиони 232 илјади денари, а капиталните се проектирани на 14,5 милиони денари. Со подршка од 9 гласа помина нацрт буџетот за 2017, а за следната среда е закажана јавна расправа по истиот. На денешната редовна седница советниците ги разгледаа барањата од спортските организации, кои доставија и финансиски конструкции. 900.000 денари советот денес одобри за фудбалскиот клуб Слога 1934, 300.000 денари за Тороспорт, 30.000 денари за пинг-понг клубот Винспин. 1.230.000 денари е вкупната сума за спортските здруженија кои доставија барања. Точките за финансирање на спортските клубови наметнаа повеќе мислења и ставови околу изнаоѓање спонзорства за финансирање на клубовите, промени во раководната структура на Слога 1934 со вклучување на представници од приватниот сектор и советот, со цел да се издигне организационата структура на повисоко ниво и да се поттикнат фирмите кон посериозна и поактивна поддршка на спортот во нашата општина. Како предлог се наметна и прашањето за поголемо даночно олеснување на фирмите кои даваат поддршка на спортските клубови. Од Сојузот на борците се пожалија на слабо финансирање на нивните досегашни активности од општинскиот буџет. Меѓутоа, нивната идеја за позначајно одбележување на 120 годишнината од Виничката афера ја прифатија градоначалникот и советот, а за 2017 година им се одобрија средства во висина од 60.000 денари. Ромската советодавна група побара итно асфалтирање на улицата Иво Лола Рибар, на која, според градоначалникот Дончев, во тек е постапка за изградба на подпорни ѕидови, а советот денес донесе предлог одлука и за кофинансирање на проектот за уредување на коритото на Виничка река, за кој се аплицира преку програмата на Источен плански регион, а за кој општината треба да учествува со 1,5 милион денари. Беше донесен и деталниот урбанистички план за блок 16 дел 2 наменет за домување во стамбени куќи, како и програмата за свечен дочек на 2017, програмата за работа на фолклорниот ансамбл Китка и фестивалот Истиванско здравоживо со планиран буџет во кој има одредено намалување на вкупната финансиска конструкција, како резултат на реакциите и препораките од претходните совети. 30 проекти од претходно понудените 50 избраа граѓаните на Пехчево на петата сесија на буџетскиот форум кој за прв пат се спроведува во Пехчево. Од општината имаат обврска одбраните проекти да ги вклопат во буџетот и планот за работа за идната година. Граѓаните на Пехчево на вчерашната пета буџетска форумска сесија ги избраа 30 приоритетни проекти кои што треба да влезат за реализација во буџетот на општина Пехчево за 2017 година. Реални и конкретни проекти понудиле и изгласале граѓаните, велат од општината и имплементаторите на форумот. Ние како општина сме задоволни со синергијата која што се јави во интеракцијата помеѓу општинската администрација и различни интересни групи од граѓаните и навистина се изроди нов квалитет во предлозите до самата општина, значи граѓаните многу храбро и многу навистина квалитетно ги искажаа своите потреби реални кои очекуваат општината да ги реализира во текот на 2017 година
имаше некаде над 50 идеи кои што ги сублимиравме во 47 конкретни проекти и на оваа пета форумска сесија која што денес се одржува во Пехчево, ние како се надевам како една оперативна група, како една група за имплементација на оваа сесија, до градоначалникот, односно до Советот на општината, ќе предложиме 30 приоритетни проекти, а останатите 17 предлози ќе бидат дадени во смисол на препораки како општината понатаму треба исти да ги надгради во своите стратешки документи и нели сепак во рамки на своите можности да се обиде да ги имплементира. Меѓу проектите кои што граѓаните ги посочија како најприоритетни и потребни за општината и граѓаните се изградба на улици и патишта во селските средини и изградба на улици, базен и капела во градот. Постапката е таква да после гласањето ние како општина си имаме обврска да почнеме со активности за реализација на тие проекти. Почнатите проекти од оваа година секако треба да влезат во буџетот, затоа што мораме да ги имплементираме веќе нареднава година, тие секако ќе влезат, а новите проекти ќе гласаат граѓаните и ќе ни дадат со тоа обврска, ние како општина и јас како градоначалник да почнеме со постапките како одат поред за нивна имплементација. Во селските средини бараат конкретно улици, во село Црник подобрување на квалитетот на водата, во Пехчево исто така улици, тоа веќе реков тој проект е веќе почнат, имам изведувач, значи ќе се имплементира во 2017 година. Бараат нов базен, бараат капела и така има суштински некои проекти кои што се значени за подобрување на квалитетот на животот. Шестата форумска сесија која што всушност ќе биде сублимирање на резултатите и продолжување на буџетскиот форум за наредната година ќе се одржи во месец февруари 2017 година. Во Кочани се доставени нови 1603 барања за легализација на дивоградби. Рокот за комплетирање на барањата за легализација на дивоградбите од 2011 година истекува на 31 декември. Од Агенцијата за катастар размислуваат за продолжување на рокот за доставување на геодетски елаборат, но се уште важечки е рокот до крајот на годината. Во Кочани доставени нови 1603 барања за легализација на дивоградби. Рокот за комплетирање на барањата за легализација на дивоградбите, кои се опфатени во првиот рок од март до септември 2011 година, истекува на 31 декември оваа година, а во општина Кочани во овој законски рок се доставени за легализација 5988 барања. Од општина Кочани истакнуваат дека досега од страна на општинската администрација се решени 3536 барања, со што овие објекти се легализирани. Во овој период се одбиени 45 барања на граѓани за кои не постојат услови објектот да биде легализиран. За решавање остануваат уште 2407 барања. Во најголем дел од документацијата недостасува геодетскиот елаборат, кој според одговорните во општината, граѓаните кои имаат поднесено предмети за легализација, ќе треба да ги докомплетираат документите и достават геодетскиот елаборат најдоцна до 31 декември. Инаку во вториот рок за пријавување на дивоградби кој го овозможи владата, во општина Кочани барања за легализација доставиле 1603 граѓани, за кои рокот за докомплетирање на документацијата истекува на 31 декември 2017 година. Советот на млади на општина Штип во соработка со Меѓународниот славјански универзитет денес во Штип имаше работилница на тема брендирање на производ и како еден производ да стане предпознатлив како бренд. Советот на млади на општина Штип во соработка со Меѓународниот славјански универзитет денес во Штип имаше работилница на тема брендирање на производ. Целта на обуката беше младите да се запознаат како еден производ го добива епитетот бренд, односно како производот да се подигне на ниво на бренд. Совет на млади на општина Штип организира како и секогаш работилници и обуки за младите кои што им се во полза на младите, па така денес се организира обуката за брендирање на производ, односно како еден производ може да се издигне на ниво на бренд, што мислиме дека е многу важно за младите и општо за целата економија, за да може да бидат препознатливи производите како бренд и да може самите млади да се брендираат самите себе и производите кои што во иднина тие ќе ги произведуваат. Брендирањето на производ прво е важно за потршувачите, иако е долгорочен процес, сепак македонските компании треба да обрнат внимание на ова и да креираат предпознатлив бренд.
со што ќе се јави потреба и за нови работни места. Во моето предавање посебно истакнав дека брендирањето е важно прво за потрошувачите. Зошто? Затоа што кога носат потрошувачите одлука за да купат нешто, пристапуваат кон прибирање на информации. За да се смалат сите трошоци за прибирање на информации и дилемата околу носењето на одлука за купување, посебно е важно пристапување на купување на бренд. Затоа македонските компании во нашето општество во ова време на либерализација на пазарот, каде што конкуренцијата е немилосрдна, во ова глобализација каде што границите за пазарот се отворени, треба посебно да внимаваме, односно македонските компании да внимаваат да креираат еден бренд кој што ќе е препознатлив на пазарот. Зошто? Затоа што брендот уствари се позиционира во свеста на потрошувачот. Македонските компании, иако е скапо, е долгорочен процес брендирањето, значи не е денес сме одлучили да направиме бренд и утре го пуштаме на пазарот. Тоа, како што кажав, е долгорочен процес на кој што треба да се насочат предпријатијата, треба да обрнат повеќе внимание да креираат еден бренд препознатлив, а со тоа ќе се развиваат, ќе го зголемат пазарното учество на македонскиот пазар, па и на странските пазари, со тоа што ќе се јават потреба за нови работни места, младите ќе можат да се анимираат, да привлекуваат нови кадри кои што ќе бидат во служба на компаниите. Советот на млади во иднина ќе продолжи да одржува вакви работилници, на кои што младите ќе можат своите квалитети да ги надоградат, со што ќе се трансформираат во правилна индивидуа, а со тоа македонската економија ќе биде поуспешна. Утре по повод празникот Свети Никола по четврти пат ќе се одржи традиционалниот хуманитарен концерт во организација на Сдруженијето за помош на социјално исклучени лица и ризични групи Цивитас и општина Штип. Концертот ќе се одржи во мултимедијалниот центар на Универзитетот Гоце Делчев Штип со почеток во 19 часот. Собраните средства се наменети за децата од Дневниот центар за лица со посебни потреби Искра. Сите подготовки за хуманитарниот концерт по повод Свети Никола се завршени. Значи, ги очекуваме граѓаните во помасовен и поголем број да го посетат и овој концерт. Влезниците веќе се распродадени, односно се откупени од страна на бизнис секторот и институциите од нашиот град. Се надевам дека и оваа година ќе бидеме интересни за штипската јавност, односно за граѓаните на Штип и нели ќе го посетат нашиот концерт. Концертот ќе се одржи и оваа година во мултимедијалниот центар по четврти пат во 19 часот. Средствата собрани од хуманитарниот концерт ќе бидат наменети за дечињата со посебни потреби од Дневниот центар во Штип, така да се она што ќе го собериме како влезници и како донација на самиот настан ќе биде наменето за дечињата, односно во текот на годината се што ќе ми е потребно ќе се наменат нели за нивни лични потреби. Словенечкиот парламент во вторник вечер со убедливо мнозинство го промени законот за државни празници, со што повторно се враќаат двата неработни дена за нова година, што беше укинато пред 4 години како една од мерките на штедење. За законската измена гласаше 61 пратеник, додека 10 беа против. Некои представници на опозицијата сметаат дека владата, која според најновите анкети ужива мала поддршка, со овој популистички потек всушност ја купува наклонетоста на гласачите, што владеачката партија го негира. Председателот на парламентот Милан Бреглес рече дека укинувањето на вториот неработен ден во новогодишните празници пред 4 години и не било толку неопходно и не дало никакви економски ефекти. Светилките на Ефеловата кула вечерва во 20 часот ќе бидат згаснати во знак на солидарност и поддршка за населението на сирискиот град Алепо, соопшти градоначалничката на Парис Ан Идалго. Таа истакна дека целта на тој символичен потек е да се привлече вниманието на светската јавност кон неопходноста од итни мерки за запирање на конфликтот во Сирија. Францускиот председател Франсуа Оланд пак денеска исто така изјави дека евакуацијата на цивилното население во Алепо треба да се спроведе под меѓународна контрола и со учество на хуманитарни организации. И председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер повика на што поскоро прекинување на сите борбени дејствија во Сирија.
Лидерите на Европската Унија му порачаа на грчкиот премиер Алексис Ципрас во преговорите со меѓународните кредитори на Грција да не ја користи заканата со одржување предвремени избори како тактичкиот потек во обид да добија оставки, тврди германското економско издание. Европа сваќа дека мерките што треба да бидат спроведени по 2019 година би можеле да представуваат тешка задача за грчката влада, но Меѓународниот монетарен фонд инсистира сите нерешени проблеми и разлики во плановите за периодот 2019-2020 година да бидат надминати пред да ја донесе одлуката за неговото натамошно учество во каква било идна финансиска помош за Грција, изјавил неименуван висок представник на Европската Унија. Тој навел дека Ципрас бил пријателски посоветуван да не предизвикува потреси во еврозоната со заканите дека ќе организира предвремени парламентарни избори во текот на 2017 година, кога во Европа и онака постои загриженост околу резултатите од изборите во Холандија, Франција и Германија, кои се закажани за идната година. Селекторот на македонската ракометна репрезентација Лино Червар го објави поширокиот список на ракометари за Мундијалот во Франција во 2017 година. Големо изненадување е не повикувањето на Борко Ристовски и Ацо Јоновски, а повикан е и ракометарот на Вецлар Филип Миркуловски. Во поширокиот состав за Мундијалот во Франција се повикани следниве ракометари: Кирил Колев, Никола Митревски, Дејан Манасков, Гоце Уилевски, Давор Павлевски, Гоце Георгиевски, Никола Костевски, Стојан Честоилов, Никола Марковски, Жарко Пешевски, Никола Марковски, Кирил Лазаров, Филип Лазаров, Филип Талески, Мартин Неловски, Ристо Арнаудовски, Владко Митков, Мартин Манасков, Филип Миркуловски, Ласко Андоновски, Мартин Поповски, Мартин Крцевски, Горан Велковски, Благо Четрајковски, Даниел Георгиевски, Бојан Маđовски и Јовица Младеновски. Инаку Македонија во Мундијалот во Франција е во групата Б, во која за ривали ќе ги има Шпанија, Словенија, Исланд, Тунис и Ангола. Ова воедно беше се што подготвивме за ова издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Имајте пријатна вечер со програмата која следи.